На тротоар на улица пред влезови на индивидуални и стамбени објекти за живење. Претежно на овие места се паркираат возилата во Тетово, поради недостиг на паркинг простор. Ова узурпација на јавните површини дополнително создава сообраќаен хаос. Пешаците на некои места мора да одат пеш, а по одредени булевари и улици се вози по една коловозна лента, затоа што другите се зафатени со паркирани возила. Поради проблемот со паркинг просторот, дел од жителите на Тетово не користат автомобил, одат пеш или пак со велосипед. Па паркинг се биде катастрофално. Значи, како да ја осинувам? Има потреба Тетово за паркинг и така. Сандрен, од Тетово. Добро. Да. Како ја ценувате состојбата со паркинг? Никако, многу гужва. Вие возите кола? Возим кола. Ама ја у гаража си ја чувам. Ама надвор не излагам. Зошто? Па не излагам, нема кај да паркираш. Како го ценувате? Никако. Има на некои места, ама не е тоа доволно. Општинските власти со децени не создали услови за дополнителни паркинг места. Во градот има околу 700 слободни паркинг места, а според одредени полициски податоци, особено во летниот период, дневно во градот гравитираат околу 60.000 возила. Затоа и состојбата на терен е хаотична. Нема капни гаражи, доволно затворени паркинзи, а на дел од поранешните паркинзи се градат огромни зданија како во случајот со новиот театар и библиотека, кој се уште се гради на поранешна локација за паркирање. Во 2015 година, општина Тетово започна да воведува зонско паркирање, но планираното се уште не е реализирано. Зонското паркирање е воведено на булеварот Илирија, на дел од булеварот Илинденска и на неколку улици во рамки на Б-зоната. Локалните власти секоја година ветуваат дека ќе го прошират зонското паркирање, но состојбата на терен е се уште иста. Воведувањето на зонското паркирање на булеварот Илирија и Линденска им нанесе проблеми на жителите кои живеат во строгиот центар на Тетово. Тие нема каде да ги паркираат своите возила, откако во декември 2015 година пред нивните згради се воведе паркирање во рамки на зоната. Туку општина Тетово го ограничи време траењето на паркирањето до 3 часа и на станарите не им овозможи да плаќаат месечен паушал за паркинг простор, како по примерот во другите градови, каде е воведено овој начин на паркирање. Сега станарите мора да ги паркираат своите возила на тротоари или во другите населби, оддалечени по неколку километри од нивните домови. И по 2 километра подалеку, тоа е стварно ужас. А направено едно, а не е тоа што требе. И овде во градов ништо не се пре. Паркирањето е страшна работа во цел град. Казнува, со право казнува, нема кај да ги паркира аутата, мора да паркира. Работа им е на полицијата да казнува, значи работава не е како што треба. На некој начин, вие колку толку имавте пред зградите да ги паркирате, ама сега сте... Да, проблем се не дозволува. Ќе биде пред секоја зграда да може да се паркира, да ќе збореа, сега не може, па вамо ќе го направа од цела улица да може по едно возило да се паркира, и тоа не на прво 2-3 дана, и тоа пропадна. А кажа некоја катна позади некој паркинг ќе правиме и тоа ништо не биде, позади зграда. Сака е да направиме и тоа ништо не бидна. И тамо не им дозволува. И сега што правите ви? Ништо. Мука ти кажувам по 2 километра негде ќе се снајдеш за да паркираш. Тоа е стварно проблем. Експертите велат дека парцијални решенија како нецелосно воведување на зонското паркирање создава други проблеми, како во случајот со станарите од центарот на градот. Мора да се прошири зонското, да се отворат нови паркинзи со цел да се ублажи огромната разлика меѓу бројката на возила и слободни паркинг места. Универзитетскиот професор по урбанизам Енис Јакупи вели дека поради настанатиот хаос со паркирање, потребно е во Тетово да се воведат нови иновативни начини на паркирање, како примерот со така наречените паметни паркинзи. Прво, колку се тие податоци точни, тоа можеме да го знаеме од регистрација на автомобили. И сега во светот тоа се зна. Значи, имаш паркинг простор, регистрираш автомобил. Немаш паркинг простор, не можеш да регистрираш автомобил. Значи, ова во големите држави, мислам во напредните држави, е реализирано на овој начин, бидејќи согласно било кој закон за паркирање, имаш нормативи во една парцела колку паркинг места ти се потребни во една зграда. Согласно нашиот закон во Република Македонија, односно согласно нормативите за проектирање, во една стамбена единица, ако има 80 метри квадрати,
значи му е потребно едно паркинг место. Секоја индивидуална зграда има над 160 користен простор за станување, значи му треба 2 и повише паркинг места и на индивидуална стамбена зграда. Значи ова со закон е регулирано. И тоа колку автомобили имаме регистрирани, тоа веќе го знаеме, може да го знаеме од секторот за сообраќај при оделението на Министерството за внатрешни работи. Принципот како се решат проблемите на паркирањето во светот е опцијата на појава, кај нас теоретски само уште постојат тој опции, во светот веќе ги има као изведени се принципите на смарт паркирање. Значи, во едно паркинг место да се паркират во катови. Значи, системот е као во лифт со дигалка, влего автомобилот и оди нагоре или се спушта надоле. Значи, по тој принцип на движење. Значи, во една платформа околу 6 на 8 може да паркираш од 12 до голем број други, значи минимум е 12 паркинг места на една платформа. Платформите може да бидат и надземни, а може да бидат и подземни. Значи, решенијата се смарт паркинзите во последно време и ние со студентите веќе сме почнале можност, значи, при решавање на стамбени единици, па и трговски центар, во склопот на зградата оставуваме дел или го додаваме дел као предвиден за смарт паркинзи. Најверојатно можат и овие паркинзи да бидат на дел од некои парцели на самата зграда. Да. Сметан дополнително. Да. Сега, ја прв пат ова го предложив уште во далечната 2007 година. Бидејќи бев решение со ворд систем паркингот бев. И тогаш во предложив во една општина за еден хотел, и ова не ми го прифаќа, бидејќи водевме тогаш сметка дали паркинг просторот треба да биде во склоп на градежната парцела или не. Значи во склоп на градежната површина за изградба на градежната парцела. Значи дали овој паркинг место е дел од градежната дел од објектот. Например, ако објектот е 20 на 20, дали овој дел од паркинзот треба да навлегува во таа површина. Значи, тогаш се водеше, од тогаш никој напори и никој не направил. Значи, немаме согласно закон баш добар за регулирање на смарт паркинзите. Во Скопје веќе почна да се применуваат. Во подземниот дел, као дел, значи на едно паркинг место се предвидени дигалки, се паркира 2. Но, као решение, уште ги немаме во нашата, мислам, во нашата држава применети. И покрај состојбата на терен, од општина Тетово велат дека работат на решавање на проблемот со паркингот во градот. Градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, истакна дека наскоро ќе се прошири зонското паркирање. Ние како што знаете, значи веќе кај пазарот го градиме затворениот паркинг, што мислиме дека за тој дел на градот ќе ни заврши голема работа. И исто така, значи проширувањето на зонското останува наш висок приоритет. Очекуваме, значи, во однос на тоа да ги добиеме потребните одобренија, додека исто така ги разгледуваме можностите колку повеќе можеме да ги зголемиме, значи можностите на паркинг простор на затворено. Проблемот со недостигот на паркинг просторот се јави со зголемување на бројот на жителите во Тетово, кои претежно започнаа да се населуваат во нови стамбени објекти, чии инвеститори не предвидуваат паркинг места за станарите, кои се принудени своите возила да ги паркираат по улици и тротоари. Оваа незаконска појава за жал продолжува и понатаму. Новите згради добиваат дозволи технички прием од властите и покрај тоа што не ги исполнуваат минимум законските услови за обезбедени паркинг места за станарите. Детската градинка Младост во Тетово од септември ќе прими околу 200 деца, од кои најголем дел бебиња. Уписите започнуваат следниот месец. Речиси ист број деца сместени во објектите на градинката ќе го започнат своето образование во основно училиште, а престојот во градинка во јуни ќе го заокружат со завршна приредба за родителите и роднините. Комисијата ќе ја започне својата работа негде као во мај месец, каде што до јуни месец ќе се знае кои деца се на листа примени или на листа на чекање. Иако правимо све за да можеме да ги прифатиме свите деца, иако во нашите групи има и повеќе од колку што се стандардите, но
очекуваме дека годинава, ако се отворат објекти и во другите општини, тогаш ќе имаме место за свите деца. Бројките колкави се, колку место ќе има за септември? Па сега некдека 200 деца имаме кои ќе ни одат во прво оделение. Најголем број на деца ќе се примаат, се знае, кај бебињата, кај најмалите, бидејќи тука тие пораснале и идат по поголема група. Инаку во 5 објекти на детската градинка Младост во Тетово престојуваат околу 570 деца на предучилишна возраст, додека дополнителни 100 се сместени во центрите за ран детски развој во неколку населени места во Тетовско. Познати се имињата на поетите кои влегува во финале на годинешново 6-то поред издание на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар. Песните пристигнати на конкурсот ги оценуваше жири комисија во состав: председател Виолета Танчева Златева, поетеса раскажувач, лектор и член на ДПМ, и членовите Љурзим Хадзири, поет, и Гордана Страшевска, професор по македонски јазик. Во конкуренција од над 160 поети од земјава и странство во финалето влегоа Љубица Шопова, Стефан Костоски, Димитар Арнаудов, Дејан Крстески, Маја Нестороска, Ице Беличев, Славица Гаджова Свидерска, Емел Туна, Сонја Шијаков, Емануела Ковачевска-Китановска, Спасија Бежановска, Давче Насевски, Никола Наумовски, Душица Ристовска од Македонија, како и Иван Гачина од Хрватска, Мањола Брахај Косово, Јернеј Кустерле од Словенија и Никола Јовановиќ од Србија. Поетскиот квалитет на творбите кои ги поминаа првите филтри беше на очекуваното рамниште. Избраните како најдобри задоволуваат достоинствено ниво на поетска посветеност и привлечност, на кои нема да остане рамнодушен ниту обичниот читател, ниту добрите познавачи на поезијата. Избраните стихови представуваат значаен влог во развојот на поезијата на балканските простори, се вели во одлуката на жири комисијата. Шестото издание на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар ќе се одржи на 24 мај, со поетско читање и соопштување на наградените. Фестивалот доделува гран-при, прва, втора и трета награда, награда за најдобар странски автор и најуспешна млада искра. Наградите се состојат од плакети и книги. Манифестацијата ја организира Сдруженијето за култура и заеднички вредности Слово 21 Гостивар со поддршка на Министерството за култура, Општина Гостивар и Центарот за култура Асном. Поетскиот фестивал се одржува во чест на денот на сесловенските просветители Светите Кирил и Методи. Планински чај, кантарион, врбовка, чиче, бозојна се само дел од 140 видови на чаеви кои ги собира на Шар планина, билкарот Шабан Абди од Шарпланинското село Јеловјане. Тој му извадено сертификат за собирање на чаеви. Вели дека на Шарскиот предел има само двајца кои го собираат чајот професионално. Ретко кој се занимава со оваа дејност, затоа што за чајот нема пласман, вели Абдил. Моментално не го земаат некои трговци кои имаат своји тезги на тетовскиот пазар. Јас сум Шабан Абдил од село Јеловјане. Јас сум берач на чајеви. Имам завршено, имам сертификат извадено. Се разбира многу по билкарството, по чаите. Секој ден сум горе у планина по чаеви и ги разбирам. Само тешко за продажба е. За барање ги барат, немаме сигурен пласман. Сме имале порано пласман, пирок се откажа, алколоид порано не иземаше, сега носам по тезгиве. Кој што ќе побара, јас ќе му донесам. Има, нема, едно парче леп се вади. Али пак велам тешко е. Како е на Шара со чаевите? Какви чаеви имате? Многу ги има. Ги разбирам многу, а најбогати сме ние со чаеви на Шара. Кои врсти е да не кажете? Па кантарионот, црвениот кантарион, салеб го има. Салепот ни е забранет, моментално, 10 години ни е забранет. Зошто? Па многу се уништи, што не го разбираат да го берат, го копаат, не го враќаат назад.
копањето што вадиш, две врсти, значи едното се зема, едното не се зема и не го враќаат назад, другото да породи на другата година. Затоа е забрането. Затоа е забрането. Па најпојче за деца на плуќа, за мали деца, ако не се дои доволно чај, го да му даваш од салепот. Други чаеви, бозојна береме, кантарион береме, мајчина душица береме, чиче, планинскиот, најпојче планинскиот го барат. Мајчина душица, врбовка, многу, 50 врсти, не можам да ги избирам. За пласманот ти кажа, малце потешко, али пак да поминеш, една просечна плата се вади. Порано било смијане сигурен пласман во алколит. Сега немаме. Сега ако ми побара, ќе му донесеш. И овие згижите ги гледам, многу се жалат. Порано те вика донеси ми 100, сега те вика донеси ми 10. А ја мора да му донесам 10, исплати, не исплати, јас мора да му донесам. Да го чувам муштеријата за други години. Некои дома ми доаѓаат, иначе у селото наше, сите скоро си селија, јас останав уште 10 души. И се бавам со чајови редовно, 15 години. Да ни кажете, рековте има 50 врста на чај, во 12 месеци. 50 јас ги избирам, а има уште повеќе. Колку има отприлика сега? Па, јас имам учено околу 280-290 сум ги читал. На шара? На шара ги има 140, јас што ги знам. Многу богати сме со чај. Меѓутоа не искористено. Неискористено. Неискористено. Двајца сме само ние берачи. На шара? На шара. И не можеме да ги собереме. Тие нема шанси да ги собереме тие чај. Значи пропаѓа, така? Пропаѓа. И Што треба да се направи за да се искористи тоа богатство кое што да имаме пласман. Најсигурно ни е пласмано да имаме. Тога и повеќе, јас имам уште 20 браќа, ама не работат. Вика, кај да го носам, ти ги имаш твоите муштери, јас кај да го носам. Мојот чај кај да го носам. И се откажувале само јас сум и уште еден друг од мојато село. Да, кажете, прекинете, сакавте да кажете нешто. Па, уште еден колега имам, ама и на него и тој не знае, не да јас му ги давам. Јас му ги пакувам. Што се случи со алкоолите? Пред колку години престанат да откупуваат чај? Па, пред 20 години, откао остана Македонија, откао се одвои Македонија. Алкоолит постои, али не е заинтересирана да ни откупува роба. Добро, тие имаат нели чаеви, зашто да се откупуваат, да се разберат каде се може државата тука треба да помогне за да Тие земаат од други држави, као од Албанија, као од Бугарија, поевтино. Нам не ни исплати на кило, ептен иже мала цена. 1 кило кантарион, 50 денара. државата тука да интервенира. Да интервенира, ни даде нам да полагаме. Значи, јас со закон си работим, со дозвола, секоја година си вадам дозвола, без дозвола не можеш да збираш чај, одговорност е, ако не се разбираш на збирање на чајеви, не смеш да береш, те казнат, ќе те притворат. Да, со сертификација, диплома имам извадено, со дозвола си работим, има контрола горе. Колегата нема, ама јас го придружувам со мене, дека со мене се избира, не може да извади, јас се извади. Со дозвола си работим, со диплома, со сертификат имам извадено од УСЕМ, Америка. Тие ми дадоа диплома. Може да ни кажете, ви имате искуство, не цел живот со чај? Имам, 20 години. 20 години. И татко ми порано, истото работил. Да. Продавал така, чиско че некој татово ќе стави пакетче, нешто ќе продаде, некој пријатели ќе пушти. Да ни кажете, ваше искуство говори дека најверојатно има доста чаеви кои што луѓе излечеле. Точно. Некој искуство да ни кажете, интересно што. Точно. Па интересно, една случка имам за Ивина трева, га викаат. Таа бирка га викаат од мрток човека прави жив.
насловица има билката. Значи се случило тоа. Имала една случка, кај мене ноќе од 2 саат дошол, ми бара чај Ива Трева га вика таа. Дошол, ме разбудува, што е работа, вика, морам денес да земам од чао, да одам во Албанија, брато се оперишал, тумор на арбет имал, надворешен. После операцијата мора да положи чао да се опие. Јас му дадов чајо. Чао кој мене вика што сум должен. Ја викам моја цена е таму, викам 100 денара до 200. Тој ме вика малце рече ево ти пари од мене овие. Не викам. Потаму ако сакаш ти почасти ме и мене ми кошта тоа 100 денара. Абе за 100 денара те разбудам. 100 денара тоа е моје, му викам. И човекот си зеде чајот, си замина. Последна година ме повика тука у Тетово. Ме зеде мене и јас се уплаши зашто ме повикал и кај ќе ме носи. Дојдо рече од Загреб рече, таму има вечија било Тетово у Загреб. Доаѓа од Загреб последна година да дојдам јас у Тетово да ме награди. Ја викам што ќе ме наградиш, викам Шуќур е добар човекот, нема што да ме наградите мене. Не, јас сум решил да те наградам. Ја се одам, ми купи чели, ми купи панталони, ми купи јакна, комплет вика, јас тебе да те наградам. И таа случка ми се десила и таа трева најбарана е. Ива Трева га вика, многу високо таа расте. Таа е специјална за тумори ракови. Кои други треви да ни кажете што лечат камен на бубрек за такви работи? Камен на бубрек лечи смрека и конјско опавче. И смилот малце се меша. Друго нешто главоболка, какви се такви работи? Црвениот кантарион, значи коприва, семе, црвениот кантарион и Ива Трева се најубава билка. Значи и здрав да си, црвениот кантарион е убав за пиене. Копривата исто така има насловица кога би знаеле луѓето викаат коприва колку е убава би сееле во бавчите за копривата, а коприва има колку сакаш. Посебно кај нас се природно е, нема ни ѓубре, нема ни природа горе, или од 200 или од 300 надморска висина сме ние горе. Кај нас све... Значи, на толку ги берете, над 1200 метра нагоре? Јас сум на 1000, од 1000 нагоре, 1300 одам. Еве сега, март месец, петопрс почнувам да берам. Прв тој ми скочива, петопрс. Значи од март, до кога има чај? До кој месец? Па до декември. Значи фактично само 2 месеца. 10 месеца. Само нема декември, јануар и февруар. Март почува, коприва, мацина треба, све тие почуваат, се пореци, да некоја ме доаѓа. Март, коприва, после? Како одат чаевите секој месец? Поред? Па прво искочи, отприлика, да, копривата прво искочува, мацина треба, после искочува и бозојната, па и дучката, кантарионот, мајчина душица и таа у мај месец искочува, салепот у јуни, јули, во финишот смреката, јас бирам. На крајот ми е смреката и шипунката. Шипунката и сега има. И сега има си душе, само нема... Да, умртвена е. Да, и да ми кажете, овие чаеви, кој да било чај 150 билби кој што кажат, и да сте здрав можеш да ги пиеш без разлика. Добро, Абе, планинскиот ти да си здрав пи слободно, значи тој е убав и арома има, мајчинината душица не смета ништо, арома има со сиренце, со бурда да си јадеш, дома да скуваш зима, целата куќа мириса, не смета. Има некои што се забранети. Имам некои забранети чаеви да ги збирам. Забрането ми е, значи салепот ми е забрането, црвениот кантарион исто ми е забрането. Зошто? Па и тој многу се уништи од порано овците у планина појце биле. Сега се подоле од планината низ нивето. И највише овците ги јадат црвениот кантарион. Тој многу горчи, најгорчлива билка е црвениот кантарион. А овцата највише го бара него. Значи, му треба на овцата црвениот кантарион и забранење да ни се размножи. Не го откопува, него
го уништува до доле. И таа кај што ќе помоќа, го уништија. И салепот исто, многу го јаде овцата. Меѓутоа, кој било чајве јас да земам да пијам, дали би штетело нешто ако... Би ти штетело ако знае тој ако повараш ти, што ти рекле да земеш, а не ти со самиот со себе, дај ми ти од тоа, зошто ти е тебе тој? И тоа не ми е дозволено, дај ми тоа, зошто ти е тоа? Што мака имаш? Можем да те прашам. Имам недозволени работи да дадам. Само за некои работи што ми се дозволени тебе да прашам. Има една маслинка, ка ви кажа. Таа гори, таа за реума е. Денес дојду, ми бара човек, маслинка дај. Ја викам ти дадам, ама тебе ти објаснам како се уптува, ти дадам, ти ќе почне да се трееш, ќе трчаш и на доктор, не може доктор да те спаши. Таа температура голема дава, над 80-90 степени, од старт ти дава. Само еднаш ќе поминеш и поќе не. Не можеш да му дадеш тур, не му објасниш. Некои работи, значи, забрања ти се. Забрања ти се. Јас бирам 15 години. Да, и да ни кажете уште едно прашање. Дали, например, дали рековте дека и салепот е уништен, поради кои причини, да речеме дали поради дрвократство може да се уништат чајевите или поради некои други девијатни појави што ги има во шумата? Девијат. Свињата најпоќе. Значи нема луѓе горе, порано многу луѓе имало косиле, носиле, ниви, ги користиле, планината ја користиле со овци, со сточарство, со говедарство. Сега нема и сега свињите многу се појавија, свињите најпоќе свињата го копа салеп. Свињата го обожава многу салепот. Салеп има 4 врсти. Не одбира таа, го знае под цвеќето, го копа, највише свињата го ништи салеп. Ние не можеме да заштитиме. Ние дења шетаме, ноќе тие се копаат. А човечкиот фактор влијае на уништување на билките? Да, пропис има. Па, пропис да збере, што не знае да збира, тој го кине. Го ништува. Било која билка не смее да бере со раце, со голи раце, без има специјални рукавици, без макази, без ноче, без тоа, не со раце, со ништува многу билката, без алат. Значи ти пишува тамо и не можеш ти билката у кесе да збираш. Има специјална торба за чао да збираш. Се запорува, се расипува, значи билката се бере во плетени торби, може у кошници, у најлони, у вреќи, не се збира, се уништува. Џабе ти се ја собал кога таа се измачкала и мирисот го изгубува. Има начини на збирање, значи не може со голи раци да бере, само со макази, со ноче, специјално за збирање, не да и ги пријавувам, некои што ги гледам и ги пријавувам, ги опоменувам, немој така да озбират чао. Чао, никој не те брани ти за дома или за друг, ти оди, збира чај, не ми конкурираш ти мене. Ама не го кини, не го откопувај, не го корни чао. Да ми кажете, сега вака некоја груба проценка, колку вие и тој што уште еден двајца што бирате, колку собирате да речеме, некоја груба проценка? Абе, јас као сам со жена се збирам, придонес, што придонес за цела година, придонес и до евра толку, ако знаеш. Не за парите, него за тежината на... На тежината? На тежината најпоќе до 1 тон. Лесен е чао. Да. Двајца колко може да збират. Еден тон нема тежина. Годишно кузме колку? Абе, горе, можеш, по моја, да се горе, 50 тона може да собереш. Да има собирач. Да има собирач, да има пласман. Значи тоа немаме што, пласман. како би дошло 50 тона, 1 тон, нема ни 10%. Нема ни 10%, еве денес дојде му донесо. Биехол 10, тие 10, тие 10, тие 7 врсти му донесов, чичек му донесов, коприва, врбовката. Врбовката е многу убава за простата. Секој да знае за врбовката, после врбовката не се ваде секаде. Таа на суви места, покрај вода да не се збира врбовката. Таа е за простата, значи простата, секои други мушкарици има простата. Врбовката е многу лечлива за простата. Колку се писмени луѓе, да знам дека треба ваков чај да пива?
Многу сега е популарен чај. Да? Многу се бара чај. Значи повеќе вака него ли не? На лекови. Повеќе гледам се одат на чај. Меѓутоа и ретко во маркети исто купувате понатаму. Има. И во маркети има што чува. Јас не ги пакувам, има еден друг што му носам, тој ги пакува по маркетите ги дава. И тие се добри чајови во маркетите? Добри се. Да, денес шипка, тука не сум могол да најдам. Кај да онесам шипката сува, алкохол ти плаќа. Ефтино. Да. Ја пуштам пријател за Сараево. Да. Пуштем ја на мене по 2 евра, 2 евра. Да. Ма пушти денес, ево, нема што да кријам, дојдов за тоа денес. Времето денеска беше променливо, облачно и нестабилно, околу планини и поплани на повеќе места имаше пороен дожд и грмежи. Локално процесите беа поинтензивни во форма на невреме со засилен ветер и услови за појава на град, особено во источни делови од земјата. Температурите се движеа од 10 до 15 степени Целзиусови. Времето утре според метеоролозите ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен западен и северозападен ветер. Температурите ќе се движат од 4 до 14 степени Целзиусови.